Добро ти вечер, Македонија. Добро вечер, почитувана публико. Добро дојдовте во Гласот на народот, телевизиска трибина, чиј автор и уредник сум јас, Слободан Томич. Во овие 90 минути, почитувани, ќе коментираме, ќе дебатираме заедно за и околу коалициите во Македонија. Дали тие се коалиции за предавство? Прашалник, извичник, значи дилема. Јас немам дилеми, бидејќи многу сум цврст во она што ќе го кажам. Политичарите во овие 20 години успеваат многу лесно да манипулираат со народот. Успеваат многу лесно да профитираат од народот. Успеваат многу лесно да го лажат народот. Зошто? Бидејќи мислат дека најдва почва да го прават тоа што мислат и дека тоа што го прават е за волјата и вистината на народот. Но повеќе пати велам се лажа, бидејќи народот е силата и моќта на нас. Бидејќи без народот државата и се она што значи општество е празно. Коалиција за предавство, реков, дилема, прашалник, извичник. Коалиција која е по и Божја дефиниција и она што е по уставот или по политичкото наше живење и политичкиот систем, која доаѓа само за нешто да направи, наводно да растура, веле дека растави па владе. Секој што покажуваше дека е непринципијална. Секој што покажа дека е нечесна, простете на зборот, е проститутка. Велот и политиката е таква, но политиката е наука. Политиката е вистински рационален збор, да речам, во смисол на зборот, ако знаете да практикувате, вие ќе бидете долговечни, ќе бидете респектирани и посакувани од народот. Но, се додека ќе го лажете народот, ќе бидете инстант. Ќе ве запишат со молив, а ќе ве избришат со гума. Дали политичари заслужувате да бидете запишени со молив, а да бидете избришени со гума, или сакате да бидете исклесен? И каква да е временска неприлика? Жешка температура, нема да ве стопи, или мраз? Тоа зависи од вас. И јас повеќе пати реков, политичари кои сакат дуел, да сакат двобој, како на токму напладне, Баја Терп и Дохолиде, нема фајдо такви. Дуел со народот, само тој е политичар. Затоа повеќе пати ги покани политичарите, овој пат ги поканам сите политичари, вклучувајќи од актуелниот премиер, Груевски, Георгиевски, Црвенковски и така натаму, да дојдат да говорат со народот. Особено господинот Георгиевски и господинот Црвенковски, кои катадневно појавуваат желба, пројавуваат за дуели. Да, политичари, вие двајца особено, кои влеговте во политиката, се враќате, народот велат како издишени балони. Колку политичари, така наречени издишени балони, може да ја кренат државата нагоре? Се согласите со мене? Издишен балон? Не може, нема сила. Но како и да е, ние вечера остануваме заедно овие 85-6 минути да говориме и дебатираме за и околу таа коалиција. Коалиција за предавство, прашалник, извичник, дилема. Дали таа дилема ќе ја дефинираме, скршиме и ќе ја продлабочиме со вас, останува се од вас. Останете натаму по рекламите, се враќаме во студијата.